Дојде време да се реши прашањето со името, изјави посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц во интервју за грчкиот весник Катимерини. Проблемот со бегалците, кој многу влијае врз двете држави, зголемувањето на терористичките закани во регионот, како и економските тешкоти со кои се соочува Југоисточна Европа, се дополнителни причини поради кои решавањето е од суштинско значење. Решението ќе отвори вратата за подобра соработка, посилен евроатлантски пристап кон решавањето на регионалните прашања и би било од интерес на двете земји, истакна Нимиц. Според него решението за името на државата треба да го содржи терминот Македонија, но исто така и разумна одредница, географска одредница за да се обезбеди достоинство на земјата, но и исто така која ќе го разграничи големиот дел од Македонија кој е составен дел на Грција. Медијаторот исто така истакнува дека мора да има договор за секундарните аспекти на името, како што се опсегот на употреба и преодниот период, за кој изразува уверување дека може да се решат преку сериозни преговори со добра волја. Нимиц нагласува дека мора да постои уверување оти прашањето за какви било територијални аспирации не постои. Мора да се почитува идентитетот на луѓето кои се инволвирани и да се почитува културното наследство на сите граѓани. Тој наведува дека забрзан процес на интеграција во НАТО е од суштинско значење, како и подршка во утврдувањето на одредена временска рамка за започнување на процесот за пристапување во Европската унија. Во еден момент, подобро порано отколку подоцна, состанок на двајцата премиери ќе биде корисен, изјави Нимиц, подлекувајќи дека гледал како тие се движат како лидери и преговарачи и откако се сретнал со двајцата на последното генерално собрание на Обединетите нации, смета дека тие дефинитивно знаат како да се преговара. Коментирајќи ги премиерите на Македонија и на Грција, Нимиц вели дека Груевски е многу сериозен и фокусиран на она што го работи. Тој е интелигентен соговорник, тој има силна личност, ефикасен и искусен лидер и секако го познава ова прашање во сите негови аспекти, изјави Нимиц. За Ципрос пак медијаторот вели дека иако е на власт кусо време стекнал многу искуство и додава дека е импресиониран од начинот на кој грчкиот премиер ги представил своите ставови за време на дискусијата со генералниот секретар на Обединетите нации за голем број на прашања, вклучувајќи и имиграцијата, економијата, кипарското прашање и се разбира прашањето за името. На прашањето каков пристап има Вашингтон кон прашањето за името, Нимиц нагласува дека до оваа фаза од неговата кариера не зборува во име на Соединетите Американски држави. Сепак можам да кажам дека во Соединетите Американски држави има силен интерес за решавање на ова прашање, вели посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц во интервју за грчкиот весник Катимерини. Расте бројот на издадени полиси за осигурување во земјоделството. Податоците покажуваат дека земјоделците имаат склучено 3784 договори за осигурување на своите посеви, на кои пак владата им покрива 60% од трошоците. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски денеска по повод денот на осигурувањето рече дека осигурувањето во земјоделството годинава бележи раст од 63% во однос на претходната година. Бројот на склучени договори континуирано расте. По почетните проблеми од 2008 година кога имавме само 146 барања, денеска веќе во 2015-та нивниот број е 3784 исклучени договори, а бруто полисирана премија изнесува 181 милион денари, односно бележи пораст од 63% во однос на минатата година, истакна министерот за финансии. Сојузот на синдикати на Македонија со пакет активни мерки започнува кампања против непријавената работа. Кампањата ќе содржи низа мерки, почнувајќи од обуки на невработените до активности со кои ќе се укаже што треба да се преземе за заштита на вработените од работа на црно. Анализите покажуваат дека околу 22,5% учествуваат во неформална економија во Македонија, процент кој во Европската унија се движи од 19 до 22%, истакна председателот на синдикатите Живко Митровски. Најмногу работата на црно ја има во земјоделството, градежништвото, транспортот, хотелиерството, трговијата и услугите. Најпогодени од оваа работа се лица на возраст од 15 до 30 години, а опфатени се и студентите и пензионерите. Работата на црно е особено присутна во сезонската работа. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен акт против љ.в. роден 1989 година како сторител на сообраќајната несреќа која се случи на 3 април годинава на булеварот Партизански одреди во Скопје, во која животот го загуби Фросина Цетковска од Крива Паланка, се наведува во соопштението од обвинителството.
Осомничениот се товари за 2 кривични дела, тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, како и неукажување помош на лице повредено во сообраќајната незгода. Од Институтот за медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, како што се наведува, били изработени 2 вештачења од кои се утврдила причинско-последичната врска меѓу критичниот настан и смртта на Фросина Цетковска, како и присуството на 1,23 промили на алкохол во крвта на осомничениот во моментот на сообраќајната несреќа. Цените на бензините и на дизел горивата од деноќеска на полнок се намалуваат за 1 денар по литар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 изнесува 62 денари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 64 денари, евродизелот за 49,5, а екстра лесното масло за домаќинство за 38 денари за литар. Управата за јавни приходи од 15 овој месец ќе почне со присилна наплата на неплатените сметки за радиодифузна такса, најавуваат од УЈП. Оттаму повикуваат граѓаните кои имаат заостанати долгови за радиодифузна такса да ги платат во најкраток можен рок, за да не се изложуваат на дополнителни трошоци. За 24 часа издадени се потврди на вкупно 3702 странски државјани. Најбројни се оние од Сирија 2313. Од 19 јуни издадени се потврди на вкупно 203.940 странски државјани.